Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ, а најавата за вечерва. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Што значи повикот на Заев за помирување за 27 април? Falja si koncept është pjesë e kodit civilizues ballkanik dhe në këtë prizëm e shoh. Nuk shoh hapësirë për amnisti juridike. Многу трагично ќе биде непростливо доколку се простат делата кои што беа сторени на 27 април. Не можам јас да го разберам тоа при сето тоа што се случи тук. Треба нешто да дадеш за да добиеш. Ке има ли двотретинско мнозинство во собранието за уставни измени? Предлогот не им е прифатлив, особено на Коле Джангаловски, кој одлежал 3 месеци затвор за учество во толпата на 27 април. Како е тоа помирување? Ги држи таму нашите браќа да седат да лежат во притвори и да ги тепат и да ги измачуваат. Нема пазар. Ние сме луѓе, не сме стока нас да се пазари со нас. Живот во кутија. Ние сме на втори, трети спрат, немаме лифт, а мораме да се штедиме за секојдневно негово сервисирање, така да кажем. Така што он е последен пат изеден од дома пред 2 години кога бевме на годишен одмор. Што прават државата и општеството? Двојни аршини за животната средина, за приватните компании загадувачи клуч наврата додека не стават филтри, а за државните се пролонгира до 2027. Што е позадината на упорното толерирање на неголемите загадувачи во сопственост на државата? Останете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Повеќе пати во емисијата сме го поставувале прашањето. Дали сме хуман општество само на хартија? Вечерва ќе го поставиме истото прашање, пренесувајќи ја приказната на семејството Неделчевски од Тетово. 23-годишниот Мане Неделчевски е дете со церебрална парализа кој последен пат излегло од дома пред 2 години, зашто живее на трети спрат во зграда без лифт. За овој, но и за многу други животи во кутија и за тоа што правиме како држава и општество на овој план од Хекура на Кифи. Јас тој 9 јануар 95 ќе го паметам цел живот. Бидејќи детето почна многу чудно само да плаче. Тоа не беше плач, обичен плач, тоа беше болно плачење, каде што се чувствува дека нешто не е во ред со детето. И потоа почна целата голгота. Првото чувство што го имате е шок. Што е ова што не снајде? Што е ова што ни се случи? Ние планиравме, како и сите други, да имаме дете, да биде здраво, право и така натаму. Застанавме на нозе, се подревме еден со друг. Јас кога ќе паднев психички, што како мајка исто, и он како татко, едниот го бодри другиот. Така беше. Еди лушјета е фамилјас Неделчевски nga Тетова për 23 vjet. Baba i Manes e përshkruajat në një fotoese të quajtur Jeta në kuti. Duke treguar historinë për djalin e tij, Dragi thot se me vështirësi është ballafaquar me dilemën e brendshme, deri ku është vija një babai të mirë dhe ku fillon ajo një fotografi profesionist. Por historinë e Manes ka arritur ta botojë si një histori për të gjithë njerëzit me nevoja të veçanta, të cilëve edhe familja u bëhet me aftësi të kufizuara, ndërsa shtëpia bëhet një kuti. Për Manen jeta është në 2 dhoma, në katin e tretë në një godin pa ashensor. Terasa është kontakti vetëm me botën e jashtme, pasi koha ka prekur atë dhe prindërit e tij. Ние сме на втори, трети спрат, немаме лифт и секое симнување со количка и качување имаме проблеми после со орбетот, а мораме да се штедиме за секојдневно
негово сервисирање, така да кажем. Така што он е последен пат излезен од дома пред 2 години кога бевме на годишен одмор. Por shkallët nuk janë problemi vetëm. Çdo vit dhe me çdo kilogram të shtuar, vështirësohet ngritja e tij nga krevati në karrocë. Por fal miqve, shprehet Draghi, ky problem është i kaluar. Ова го направивме скоро. Значи ова е една дигалка, по системот направи сам, бидејќи оригиналните се многу скапи, што се продаваат на запад. Бидејќи секојдневно по 4-5 пати мане го дигаме од кревет во количка и од количка во кревет. И ова беше единствено решение малку Арбетов да се спаси, мојот и од жена ми Оливера. Familja Nedelçevski është një nga 10 familjet në Tetov, me jetën e njëjtë apo të ngjashme. Në Kuti, qyteti Buzmaliçar nuk ka qendër funksionale ditore. Qendra më e afërt është në Shkup. Qendrën ditore në lagjen Prolet në Shkup e shfrytëzojnë 35 fëmijë me aftësi të kufizuar të kombinuara, të moshës nga 4 vjet deri në moshën e rritur, e cila për këta fëmijë nuk është 18, por 26. Prindërit janë të lumtur sepse tek fëmijët e tyre shohin përparim dhe gëzim. Апелираме до властите да се отворат и други центри, да се зголемат капацитетите, како на овие центри и на други, да се излечат сите деца од дома, за да може да се социализират. Ние имаме проблем кога доаѓа сабота, недела, затоа што не се иде во центарот. Она премногу сака. Премногу сака да се дружи со другарчињата, премногу сака да се дружи со вработените, како фамилија се една. Jasmina dhe familja e saj nga Prolet mezi presin të kthejnë në qendrën e vjetër të reditore në Kapishtec, në kushte më të mira, së bashku për të arritur shumë më tepër. Со секој корисник е различно, бидејќи секој дете индивидуа за себе и различно се развива и различно може да напредува во поглед на третманот кој што го добива тука. Меѓутоа, значи, генерално земено до сега со сите корисници кои што поминале во нашиот дневен центар, значи од 2005 година наваму, сме постигнале позитивни резултати. Дел од нив се веќе вклучени во редовниот воспитно-образовен систем. Qendra ditore në Kapishtec është një nga 30 qendra ditore në Maqedoni. U hap 13 vjet më parë me iniciativën e shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçantë, e që u ndihmua nga qeveria dhe shoqata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ. Muaj më parë ndërtesa u shemb dhe në të njëjtin vend po ndërtohet një qendër ditore e re. Duhet të jetë gati vitin e ardhshëm, po në këtë kohë. Në pritje të qendrës funksionale ditore në Tetov, kryetari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me paralizë cerebrale, Zoran Andonov, shprehet se ka arritur sukses në disa nisma dhe kanë filluar disa projekte. I fundit i mbështetur nga Bashkimi Evropian është për trajnimin e arsimtarëve të cilët në klasat e tyre kanë fëmijë me nevoja të posaçme. Fatkeqësisht, shprehet Andonov, ndonse vitin e fundit gjërat janë nisur drejt më së mirës, edhe më tutje mbështetje më të madhe marrin nga organizatat ndërkombëtare sesa nga institucionet vendore, përmes labirintave të cilave, si shprehet, lëvizin ngadalë si dhe përmes rrugëve të komunikacionit në Tetov. Последните два проекти што ги имаме добиено како здружение се преку Европската унија. И многу често пати се случува и да се добие проект од Министерството за труд и социјална политика или од култура и на крај од тие пари што сте ги барале да ви ги скратат на пола или уште помалку и со тие пари очекуваат нешто да се направи нормално. Не може да се направи, некој се случува дури да не ги добиете тие пари, па мора да се ургенци да се прават за да ви ги пуштат на сметка. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e përshëndesin ndihmën nga shtetet e huaja, por shprehen se kujdesi kryesor me gjithatë mbetet i shtetit.
Странските средства и меѓународни се добро дојдени, ама тие треба да бидат само иницијална каписла за да државата понатаму го преземе функционирањето на тие сервиси. Ние изработуваме една методологија која што ќе ги утврди цените на чинење на секоја услуга по час. Ние само ќе ја плаќаме услугата и сметам дека тоа ќе биде комплетно финансирано од државниот буџет, како што и персоналната асистенција. И се повеќе и повеќе ставаме државни пари на располагање во замена за донаторските, но сепак и средствата кои што ќе ни дојдат од Европската унија, кои што веќе се програмирани и не се во така мал износ, ќе допринесат до квалитет и до расширување на услугите на цела територија на државата. Për posto dhënës zyrtare se 431 persona me aftësi të kufizuar vizitojnë qendrat e kujdesit ditor në Maqedoni. Të dhënat për numrin e përgjithshëm të personave me aftësi të kufizuar nuk janë të njohura për shtetin. Arsyeja është fakti se nuk kemi regjistrim të popullsisë. Sipas rekomandimeve të grupit të Washingtonit për aftësi të kufizuar, në regjistrimin e 2011-s, për herë të parë janë futur një sër pyetjesh për 6 llojet e handikapeve, por regjistrimi sapo filloi, me vendim politik mbaroi. Në pritje të regjistrimit në vitin 2020, jeta nuk pret statistika. Сме позитивни, го сакаме животот, сме оптимисти, може би сме и борци. Се ова не е убаво јас да го кажам, но кога веќе ме прашувате, дури и поголем предизвик е да бидеш позитивен, да бидеш весел, да се избориш со тоа. Ние не сакаме да прифатиме пораз, поготово таков пораз и да се предадеме, и на некој начин си кажуваме што проблем, тоа за нас ќе биде предизвик, иако многу тешко ни паѓа на моменти, главно мислам дека живееме живот со полни гради како и другите луѓе. Jetë që meriton të jetohet, po sikur edhe në pallat, në katin e tretë, pa ashensor. Паралелно со неизвестноста за тоа дали ќе се соберат најмалку 80 гласа за одлука за пристапување кон измена на Уставот, најголемо внимание од денешната собраниска седница предизвикува повикот на премиерот Зоран Заев за национално помирување и меѓусебно простување за настаните од 27 април. На интерпретациите дека Заев понудил амнестија во замена за поддршка за уставните измени, стигнаа објаснувања дека помирувањето не значело тоа. Славица Филиповска со поентите и анализа на првиот ден од дебатата, од која зависи дали до крајот на годинава ќе се организираат нови парламентарни избори. Повикот на премиерот Зоран Заев за национално помирување за настаните од 27 април, во говорот со кој требаше да ги убеди пратениците да ги поддржат уставните измени за името, е највпечатливиот дел од денешното прво продолжение на пленарната седница. При тоа, Заев се ограничи на термините простување и помирување, без да спомене помилување или амнестија. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената. Политичари доаѓаат и заминуваат, но Македонија и народот наш остануваат за секогаш. Нема друг начин да ни се помири нашиот народ, ако прво ние овде не се помириме. Пратениците од опозицијата како да беа затечени од повикот на Заев, па речиси и да не се осврнаа на тоа во настапите на седницата. Наместо собраниската говорница, репликата од ВМРО ДПМН дојде од партиското седиште.
Опозицијската партија смета дека настапот на Заев е доказот и станува збор за политички фабрикуван случај. 50 на луѓе со месеци се предмет на политички прогон со цел Заев да може да тргува со нивната слобода, а за возврат да бара поддршка на договорот со Грција за преименување на Република Македонија. Ова јасно покажува дека власта не само за 27 април, туку и за други случаи против луѓе од ВМРО ДПМН води политичка хајка само за да тргува за нивната слобода. Крајно неморално и крајно неетички. Ова мора да престане и само така може да има помирување. Правдата мора да стигне и затоа бараме нова обвинителска институција која ќе ги истражи сите случаи каде има сомнеж за нарушување на законот и која непристрасно ќе ги анализира фактите и доказите. Еве прилика на Заев да докаже дека е за вистинско помирување и за правда без никакви условувања. За првична реакција за повикот од Заев, прашавме двајца новинари кои лично известуваја собранието на крвавиот 27 април. Горан Трпеновски и Кристијан Ландов таа вечер се најдоа во метежот во прес-салата. Споменувавте дека сте спасувале пратеници. Токму така, тука беше пратеничката Мира Стојчевска која стоеше буквално пред вратата кога најде толпата. Сведок на сите настани, лета столици, лета буквално незната статури, мауси, и беше испукан куршум, димни бомби, се што беше. Ние бевме и дури заложници, се спуштивме во долниот дел од холот, каде што се криевме по канцеларии, затоа што не знаевме дали ќе излеземе живи од тука. Имаше бремена жена, новинарка исто од нашата редакција, беше тука која е бремена, затоа што не знаеше како да искочи надвор. И тука се слушаше се што. Еден од моите сниматели беше повреден во тој напад. Значи беше мавнат со статив по глава. За сето тоа треба да ние да речеме окей, тоа е тоа фино, лепо, завршуваме, па идеме понатаму со истите пари. Не можам јас да го разберам тоа при сето тоа што се случи тука. Значи и навреди и буквално турканици, ни за повредени луѓе, тука не беа само пратениците, повторно ќе повторам. Имаше медиумски работници. Така, но оговорот на премиерот е во контекст на Преспанскиот договор. Значи тоа помирување би било во однос на опозицијата да ги поддржи уставните измени. Уставните измени со цел промена на уставното име, а при тоа влез во Европската унија и НАТО. Ако чином е така, а ако е така, Европска унија и НАТО се залагаат пред за имплементација на правната држава. Јас сум лично подготвен да простам. Значи, но не заборавам. И да видиме дали предлогот на премиерот Заев, кој што тој кажа помирување, не кажа директна амнестија, сега треба да видиме како тоа ќе помине кај пратениците на ВМРО ДПМН. Секогаш во клучни моменти за држава нешто се губи и нешто се добива. Сепак е во НАТО и иднината и на Македонија, и на нашата фамилија, мене, на детето моје, на сите е побитно тие настани, но јас не решавам, решаваат политичарите, а јас ќе решам на наредните избори, тогаш ќе видам како ќе постапам. За сега, не знам како да го толкувам, но мислам дека е фер предлог. Сега дали ќе се прифати, ќе видиме. Доставиме времето. Доколку повикот за помирување преиде во амнестија, би го поддржале и тој чекор? Скоро 30 погреби сум бил 2001 година, пола ковчици беа празни со униформите и не сакам пак да ги гледам тие слики и сепак би го поддржал тоа, али само нова да остане. Сите други чинители за сите други кривични дела треба да одговараат. Треба нешто да дадеш за да добиеш. По настапот на Заев, жешко и на социјалните мрежи. Пораките се дека амнестија за 27 април не смее да има. Универзитетскиот професор Сефер Тахири и директорката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска се децидни дека евентуална амнестија само ќе го засили револтот на јавноста која е желна за правда. На asnjë mënyrë nuk mendoj se ai bërityrje për amnisti apo abolicion të personave të cilët ishin të përfshirë në ngjarjet e 27 prillit, përfshirë edhe deputetët e VMRO DPMN-s. E them këtë për shkak se kryeministri Zoran Zaev është vetëm
kryetar i qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe nuk mund të vendoset mbi sistemin juridik kushtetues dhe gjithë sistemin e Republikës së Maqedonisë, sepse as nuk mund të vendoset mbi sistemin gjyqësor, me që kualifikimi i veprës gjithashtu është i rëndë. Bëhet fjalë për kërcënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë së vendit, nuk mendoj se ka hapësirë këtu për amnisti. Dhe mendoj se falja si koncept, si ide apo si realitet edhe historik është pjesë e kodit civilizues ballkanik dhe në këtë prizëm e shoh. E shoh edhe në prizmin e kodit civilizues të Republikës së Maqedonisë dhe nuk shoh hapësirë për amnisti juridike. Gjithashtu vlerësoj se ai nuk mund të falë veprën e cila ju bë Zjadin Selës, i cili ishte, mendoj se në prag të vdekjes dhe mendoj që si e tillë ajo vepër nuk mund të falet, por gjyqësia duhet ta bëj punën e vet pavarësisht të thirrjeve të këtilla, të cilat mund të tingëllojnë edhe politikisht amnistuese. С оглед на тоа што 5000 пратеници се најдиректно заседнати како со настаните од 27 април, така и со оваа изјава на премиерот Заев, ако можеме така да кажеме, како очекувате тие пратеници сега да реагираат и да се постават? Konsideroj që nëse mund të arrihet ajo shumicë prej 2/3 të votave, që është gati se e pamundur për mendimin tim, por ja që themi nëse arrihet, nuk do të arrihet sipas disponimit apo vullnetit politik të këtyre deputetëve, të cilët janë të tanguar nga rastet e 27 prillit dhe ngjarjet që ndodhen pra më pas si rrjedhoj e 27 prillit, por konsideroj që ky reflektim do të ndodh si rezultat i reflektueshmërisë të disa deputetëve të cilët mund të ngriten mbi interesat partijake dhe interesat imagjinare, etnike, etnocentriste të cilat i kanë, edhe pse shpresat janë shumë të vogla. Јас не знам што значи тоа национално помирување во услови кога сите знаеме дека се решава прашање помеѓу пратениците, кој што ќе значи или одење на избори или гласање на уставните измени во собрание. Не знам како поинаку можеме ние како јавност да ја толкуваме таа изјава, освен како ако не праќање на порака за тоа дека учесниците во настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија ќе бидат амнестирани. За мене тоа е навистина неприфатливо и прво од аспект на тоа дека ние сепак живееме во некоја правна држава каде што има закони. Граѓаните на Република Македонија долги години живеа во состојба на правна несигурност, токму поради моментот на неказнивост, кој што ни се провлекува низ годините и особено кога станува збор за политичари. Да не заборавиме дека протестите на шарената револуција започнаат токму поради амнестија на да речеме на луѓе кои што беа амнестирани за своите кривични дела. За мене ќе биде навистина многу трагично, ќе биде непростливо доколку се простат делата кои што беа сторени на 27 април. 5000 од пратениците се најдиректно засегнати со целата таа ситуација, токму поврзана со овие настани. Како очекувате тие да реагираат и да се постават по денешнава изјава? Па јас не би можела сега тоа да шпекулирам како тие би се поставиле после денешната изјава, меѓутоа доколку одиме на онаа опција дека национално помирување под навозници значи амнестија, тогаш би требало тие 5000 пратеници да гласаат за уставните измени. Од 5000 обвинети пратеници за настаните од 27 април, во салата денеска беа присутни Јохан Тарчуловски и Љупчо Димовски. Спикерот Талат Џафери ги прочита Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, меѓу оние што го известиле дека од оправдани причини нема да присуствуваат на седницата. Поговорот на премиерот Тарчуловски за Фокус изјави дека ако судството е независно, не може премиер да дава амнестија, одбегнувајќи дополнителен коментар.
Повикот за помирување од Заев се наметна како тема и на протестите пред собранието. Вечно име на Македонија! Повикот за помирување за 27 април на премиерот Зоран Заев стигна до малкумината демонстранти пред собранието, во моментот кога тие порачаа дека владеачкото мнозинство нема мандат да го менува името. Предлогот не им е прифатлив, особено на Коле Джангаловски, кој одлежал 3 месеци затвор за учество во толпата на 27 април. Како е тоа помирување? Ги држи таму нашите браќа да седат да лежат во притвори и да ги тепат и да ги измачуваат. Но нема пазар. Ние сме луѓе, не сме стока нас да се пазари со нас. Нема пазар. Он треба што поскоро да напушти премиерското место, да оставка на владата и готово да се смени, да дојде нова влада. На иста линија и 66 годишниот Петре Жежовски, кој чека одлука на апелациониот суд, откако бил осуден во прв степен на 2 години и 10 месеци затвор за настаните на 27 април. Ако ова го мислиме сериозно и коректно, требаше да го дади многу порано, друг чек ќе отидевме, значи немаше да се мразиме, закрвиме и да не си веруваме. Ама јас знам дека господинот Заев секој пат дава некои изјави и никој пат не си го одржува зборот, она што се вика народно, да не се изразам. И да е така, фала му, јас сум осуден, јас сум накажан, јас ќе ги одлежам како доликува за Македонија. Според мнозинството демонстранти со кои разговаравме, потегот на Заев е само во функција на обезбедување на гласови од опозицијата за уставните измени. И ако мислел само да се договори, да се направи пак некој дил помеѓу пратениците за да се изгласаат овие уставни измени, а против волјата на народот, тоа е исто така недозволиво. Прво не ми се допаѓа, значи као пазар прави, со тоа дали останува исто на истиот став од преспанскиот договор што е. Тоа ме интересира. Ако е тоа, цената е превисока и за тие затворените што се од 27 невините терористи. А зошто пред собранието дојдоа само неколку десетици за да го бранат уставот? Со протести некогаш имавме и 10 души. Меѓутоа сега ова што го гледате апсолутно нема врска. Дошле оние што сакале да дојдат. А на бојкотот кажа 1.200.000 луѓе сакаат Македонија и се засегнати. Притисок се врши голем, луѓето стравуваат за работните места и за плашење. Дека отама тој оти од работа, кај ќе оди тој? Во што ќе живее? Останува само ние пензионерите и по некој така. Од движењето Преродба ќе продолжат да протестираат секој ден пред собранието, како што велат, се до оставка на владата. Ова беше атмосферата од пред парламентот. Од она што се случуваше внатре, за одбележување присуството на екс-премиерот Никола Груевски. Тој, иако го одложи денешното судско рочиште за уривањето на Космос, со образложение дека сака да оди на собраниската седница, не е меѓу пријавените за збор. Беше забележливо дека Груевски немаше голема комуникација со своите сопартијци. Впечатлива беше и нетрпеливоста кај премиерот Зоран Заев. Може би разбирливо, зашто ни еден од говорниците од опозицијата досега не е напушти официјалната линија на противење на уставните измени. Единствен што се придодаде кон 71 пратеник што ги поддржуваат уставните промени е Ферит Мухич, кој иако не гласаше за договорот од Преспа, денеска рече дека откако му се разјасниле одредени елементи, се премислил. Парламентот денеска работеше до 18 часот, а продолжение на седницата е закажано за утре во 11. Рек Битола, иако е еден од најголемите загадувачи на животната средина во земјава, упорно добива пролонгирање на роковите за воспоставување стандарди за ставање на загадувањето во прифатливи рамки. Причините се во стратешкото значење што термоелектраната го има во производството на електрична енергија, во која учествува со повеќе од 70% во земјава. Но зошто роковите важеа за големите приватни индустријски капацитети, од кои некои како Југохром, например, се уште се под клуч, а не важат и за оние во државна сопственост? Двојните стандарди се поводот за историјата на Зоран Јовановски. Државата со двојни аршини кон најголемите загадувачи. За приватните и клуч наврата, а за државните постојано одложување на роковите за поставување филтри. Очигледно е дека за вакви капацитети
многу широко се прогледува низ прсти. Рек Битола е типичен пример. Затоа што се мал зеле пари од комбинатот, а не се вложувале во заштита на животна средина. Претходната влада тврди дека прво морало да се вложи во кадри и регулатива. Се пристапи кон јакнење на капацитетите, добивме поддршка од Европската унија, кон обука на самите вработени внатре во Министерството. По законот донесен во 2005 година, сите големи загадувачи требаше да се стават под контрола до 2014-та, па и рек Битола. И наместо тоа, во 2017 година се објави нацрт на нов закон за индустријски емисии, чиј што рок кој што е предвиден во тој нов закон за усогласување на термоелектраните е 2027. Што е позадината на упорното толерирање на неголемите загадувачи во сопственост на државата? Откако не го испочитува рокот, Скопски Макстил под притисок на институциите и јавноста кон крајот на 2014-та го прекина производството на неколку месеци, за да воспостави систем за отпрашување. Оджаците на Југохром во Тетовско Јегуновце не чадат од ноември 2016-та. И овој комбинат беше затворен поради неисполнување на еколошките стандарди и веќе речиси 2 години не работи. Но овие оджаци во близина на Битола продолжуваат да го трујат вториот по големина град во Македонија и неговата околина. Изминатава една деценија е изгубена за рек Битола во однос на постапката за добивање интегрирана дозвола и инвестициите за заштита на животната средина. А еве и зошто. Целата процедура требала да започне во 2007 година и да заврши 7 години подоцна со добивање интегрирана дозвола во 2014-та. Но овој рок е пробиен, а владата донесува одлука за поставување нов 31 декември 2017 година. Но и тогаш ништо не се случува, па според актуелното законско решение, новиот рок е април 2019 година. Ако до тогаш рек Битола ја добие интегрираната дозвола и ако се усвои новото законско решение за индустријско загадување, тогаш на овој комбинат му се даваат нови речиси 10 години за исполнување на обврските од добиената интегрирана дозвола до 2027 година. Единствената активност со која може да се пофалат во рек Битола е покривањето на пепелта од согорувањето на јагленот со слојот земја. Ова се покрива со земја за да ја спречиме појавата на пепел. Благоја Петровски, одговорен инженер во овој сектор, вели дека рек и дополнително ќе инвестира во овој сегмент за да не се повторуваат сликите на огромни облаци од пепел, особено кога дува ветер. Во план е да за Бргу веќе завршена тендерската документација, се избран е понудувачот за изработка на прскалки на вода со одредени адитиви кои ќе бидат убризгани во водата, да ова површина која не е покриена со земја во моментот на одлагање се прска со вода да се намали изворот на прашина. Љупчо Стојановски, кој работи на заштита на животната средина во рек Битола, вели дека работното време го троши токму на обврските за добивање интегрирана дозвола. Очекува документот да биде одобрен до крајот на годинава, но тоа е само почеток на процесот. Во тие планови планирани имаме 23 активности кои што ние се обврзуваме да ги реализираме. Веднаш штом ќе ги прецизираме тие работи, даваме согласност, ние веќе ќе почнеме да ги реализираме тие активности, за кое што ќе бидат потребни нормални финансиски ресурси и човечки ресурси, за кои што ние сме спремни да го направиме. Но што се случувало изминатава деценија? Зошто досега не е добиена макар дозволата? Стојановски немаше одговор, зашто на оваа позиција е неколку месеци. Имаше еден голем застој од 2011-12 година до ланската година, до декември 2017 година, кога ништо не се случуваше. Зошто беа закочени работите? Тоа треба да ви го поставите прошењето на претходната структура, зашто така било. Тоа и го направивме. Сонја Лепиткова, која беше заменик министер за животна средина од 2006 до 2011, а потоа државен секретар во истиот ресор до 2016 година, смета дека првиот рок за добивање интегрирана дозвола, 2014 година, бил прекраток. За главен проблем ги посочува застарената технологија во рек Битола и недостигот на кадри во министерството. И се покажа дека и самите инсталации
бара во континуитет одлагање, дури и во преговорите со тоа што во законот стои како крајна можност 1 април 2019 година. Ние тогаш се соочивме кога почна тој процес со тоа да во самото министерство секторот за интегрирани дозволи броеше толку колку што имаше вработено луѓе без некоја специјална обука. Меѓутоа и тоа дека нема доволно и експерти и фирми консултантски или како да кажам целосно екипирани кои што можат да изготват една сеопфатна, квалитетна интегрирана дозвола, односно студија, за да може да се добие интегрираната дозвола. За Лепиткова голем успех е што државата воопшто успеала да го воспостави институтот интегрирана дозвола и да го спроведе во приватниот сектор. За големите државни енергетски комплекси како РЕК Битола вели дека одлагање на процесот дозволила и Европската енергетска заедница, дури и за поразвиени земји од нашата, иако приватните компании се жалеа дека тоа е нефер однос кон нив. Тоа не беше само за Република Македонија, тоа важи и за Бугарија, и за Хрватска, и за Романија, и за Полска, и за многу други држави, каде што енергетскиот сектор на некој начин е врзан со добивање на електрична енергија од термоелектрани. Република Македонија, за жал или за среќа, јас сметам дека за жал 70% од домашното производство на електрична енергија го добива од РЕК Битола. На функцијата на која што беше Лепиткова, сега е Јани Макрадули. За него стратешкото значење не е оправдување да не се инвестира во заштита на животната средина. Не е фер да бараме само приватните лица да инвестираат, додека комбинат кој што е буџетски и државен комбинат практично да каска со исполнување на стандардите и нормите од доменот на животната средина. Макрадули потврдува дека дозволата за РЕК ќе биде издадена до крајот на годинава. За него е оправдан рокот за исполнување на обврските до 2027 година, поставен во нацрт законот за индустриско загадување. Таргетот, целта е намалувањето на емисии. Емисиите од сулфур, емисиите од азотни оксиди и третирањето на прашината. Значи, тие се 3 столба, да кажам, кои што постепено мора да се намалуваат и да ги достигнат стандардите кои што се бараат и кои што се наметнуваат. Затоа таа година важи за сите, таа е една оквирна година, а верувам, таква и заложбата и на последните средби што сме ги имале, да целиот тој процес на најкрупните инвестиции почне многу порано. Александра Бујаровска од Невладината фронт сепак смета дека 2 децении се предолг период за решавање на проблемот. Што значи од 2007 процес се пролонгира до 2027. Со знак прашалник, нели дали до тогаш би ја усогласиле технологијата со европските стандарди. Што се случувало во годините додека ништо не се исполнило тој план, а Државниот инспекторат има обврска да ги следи на годишно ниво, тоа е исто знак прашалник. Зошто не били уште тогаш санкционирани? Праќавте инспекции во РЕК Битола? Да. Секогаш, па тоа, видете, инспекторатот е најдобро да биде независна институција, како што се и направи да биде. Не е добро на инспекторатот политичките субјекти да му влијаат, дали треба да излезе да инспекторира или да чека од... Казувавте, што заклучувавте? Видете, тоа најдобро треба да го прашате. Инспекторатот имаше директор и јас и тие може да потврдат и сега и тогаш никогаш не сум се мешала во работата на инспекторатот. Има и забрани и казни, како и другите капацитети. Екологистите го гледаат проблемот повеќе во немањето волја отколку во немањето пари, а еве и зошто. Според документите до кои Невладината фронт дошла преку барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, комуникацијата меѓу Министерството за животна средина и РЕК Битола за издавање интегрирана дозвола запира во 2014 година. Ке видите дека тоа се на по неколку години не праќање информации едни меѓу други, односно недоставување на страна на АДЛ податоци, па креирање на некакви си работни групи кои што на крајот сепак ништо од сето тоа не резултирало со актуелниот наш еден од најголеми загадувачи да има дозвола по која што уствари би требало да ја унапреди својата технологија. Следната комуникација на оваа тема е дури по промената на власта во февруари годинава. Зошто попусто се загубени 4 години?
Во Министерството за животна средина нема објаснување. Ве поканувам да останете на Алсат, зашто по уште една кратка пауза следува саботажата. Да видиме каде цели вечерва Сречко Поповски. Кога во фокусот на местоопштото добро и днината и перспективата се личности од чие однесување тие зависат, тогаш може би и нормално да се прават лапсуси со оглед дека тие толку длабоко пенетрирале во подсвеста, па дури и колегата Христијан од Станоевич го добива презимето со кое е окупирана јавноста. Благодарам, тоа беше Христијан Мицковски од председиштето на ВМРО ДПМН. На тие ликови ќе се чека, бидејќи земјата никако не може да се ослободи од товарот дека е провинција. Па разликите меѓу поимот граѓанин и политичката форма граѓани и натаму ќе ескалираат на тој начин што граѓаните родени надвор од градот ќе се чувствуваат навредени ако бидат така наречени. Ма еве сега граѓаните, какви граѓани? Јас сум од село. Добро, во ред. Зборувам за луѓето кои што живеат во Македонија. Тие се викаат македонци. Овој наши селеник од Австралија е горделив на своето потекло, но веројатно ќе треба да ги подотвори портите, бидејќи надменоста нема врска со реалниот живот, па оние лица кои имаат проблем со второто поради првото, се закануваат дека ќе му задзвонат на домофонот. Тие, за жал, попрво би избрале да бидат последни во градот, иако имаат можност да доминираат во селото. Но имам голема желба да одам на факултет и по факултетот да стажирам во странство. А како и не би имале таква желба кога нашето општество не страда само од политички или економски, туку и од аномалии кои никако не успеваат да лесно се коригираат. Нивото на свест е толку ниско без оглед на кој дел од граѓанството се припаѓа, па дури и звучи нормално кога ќе се чуе ваква закана за санкција за непримерноста. Да ги информирам граѓаните дека доколку биде фатен, оној кој што фрла комиње во канализацијата ќе следува казна. Тоа ќе биде така се додека наместо како што е секаде во светот нормално. Кај нас не почне на друг начин да се смета времето, бидејќи очигледно дека тоа толку многу ни недостига. Па годината од 12 месеци интимно се посакува да прерасне во лето, долго уште 6 повеќе. Немаме никакви причини да се откажеме од проекциите, затоа што имаме раст во второто полугодие, го очекуваме растот во третото полугодие и тоа ќе биде истовремено така. И на крајот, во третото полугодие од животот, конечно стасува признанието. Абе, видите сега, години се сега, јас 62-ката ја наполив, у 63-ка, нормално не сум бил цвеќе за мирисен. Проблемот на сите вакви цвеќиња не е во тоа дали тие мирисаат или не, туку во тоа што тие и натаму се најраспространетата форма во политичката флора. Се додека таквите растат и се одржуваат, Македонија само ке вегетира. Саботажата и сите наши други содржини се достапни и на веб страницата 360stepeni.mk. Може да не следите и на Facebook и Twitter. Благодарам што и вечерва бевте со нас. На Алсат следуваат вести, а ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно.